Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Македонија денеска и утре во жолта алертна фаза. Се очекуваат високи температури невообичаени за овој период од годината. Со останатите настани продолжуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Училишното звонче го означи стартот на новата учебна година. 22.600 првачиња седнаа во училишните клупи. Парламентот комплетиран, опозицијата се врати на работа, граѓаните со осуда за досегашниот бојкот. Попладнево избувна пожар над Башино село во кој изгореа неколку лозја. Причината најверојатно е човечки фактор. Училишното звонче го означи стартот на новата учебна година. 22.600 првачиња седнаа во училишните клупи. Тие како и секогаш највозбудени го дочекаа првиот училишен час. Оваа година во Велес 1269 основци и средношколци го започнаа своето образование, додека во Кавадарци училишната година започна за нови 715 ученици. Училишното звонче го означи почетокот на новата учебна година. Дечкиот жагор најпрво ги исполни училишните дворови, а потоа и училниците. Највозбудени вообичаено беа првачињата. Гордост и чест им биде на сите родители кои што денес ги донесоа децата во нашето училиште, посебно на нашите најмали членови на нашето големо семејство, нашите најсакани мали првачиња. Од основното училиште Кирил и Методи, таткото на градот на сите првачиња, им посака среќа во образовниот процес. Наставниот процес без проблем и тука се одвива, дека има заинтересираност на учениците, за тоа што и самата бројка на запишани ученици за оваа година во Велес е позитивна, тоа значи дека имаме вкупно 12 повеќе ученика од лани запишани вкупно во средните и во основните училишта. Возбуди и воситки најмалите од чинот на седнување во ученичката клупа. Софија! Ти бидеш прво оделение? Да! Ти се допаѓа ли училиштето? Да! И во средните училишта гледката вообичаена. Учениците од прва година го започнуваат средношколскиот образовен процес. Очекуваме дека учениците кои што се дојдени, сите ќе ги видиме во четврта година како матуранти, како возрастни момци и девојки со дипломи спремни за понатамошен живот. Тоа е нашата основна работа, воспитно-образовна работа и да ги воспитаме и да ги образуваме како такви. Оваа учебна година вкупно 1269 ученици го започнаа своето школување, од кои 598 основци и 671 средношколец. За разлика од минатата година, бројот ки средношколците зголемен за 12 ученици повеќе, додека ки основците бројот на ученици е непроменет. Учебната година во општина Кавадарци во основните и средните училишта започна со 715 ученици. Од нив 335 се првачиња, а 380 средношколци. Овие податоци покажуваат дека годинава бројот на првачиња е намален за 55, а на средношколци за 10 ученици. Би сакале да и посакам на сите првачиња да имаат пријатен предстој и убави наредни години во процесот на воспитувањето и образованието. Да им посакам и на оние кои што веќе почнуваат во средно училиште да на вистински начин го насачат своето образование за да бидат што е можно покорисни членови на нашето кавадаречко и на македонското општество. Овие дечиња зборуваат и зголемувањето на бројот на децата зборува дека е оправдано постоењето на ова училиште и на дневниот престој и секако ја искористам оваа прилика да им посакам на првачињата среќен почеток и воедно да посакам училиштето да им биде втор дом, а наставниците втори родители. Оваа учебна година на ниво на државата 22.600 првачиња седнаа во училишните клупи. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Велес во акција за безбедно учествување на учесниците во сообраќајот. Акцентот е ставен на укажување помош на најмладите ученици како и нивна едукација за внимателно чекорање на патот кон училиште. Учениците од основните училишта безбедно стигнаа во училишните клупи на првиот училишен ден. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Велес беа активирани во служба на нивната заштита и безбедност како учесници во сообраќајот. Акцентот е ставен на укажување помош на најмладите ученици, како и нивна едукација за внимателно чекорење на патот кон училиште. Со оглед на состојбите на патиштата во Велес,
обсегот на сообраќајот, поставеноста на училиштата. Потребно е и од наша страна да сме присутни пред самите училишта, се со цел да им помогнеме на дечињата, на нивните родители кои ги носат на училиште, како и да спречиме недозволено однесување во сообраќај од страна на возачите и пешаците. Статистиката покажува дека одговорност кај возачите постои, особено на коловозите кои ги обиколуваат училиштата, велат од ЦВР Велес. Задоволни сме од тоа како се однесуваат возачите во сообраќајот. Би требало да немаме и оваа година проблеми како и секоја учебна година. И покрај тоа, во текот на месец септември, секојдневно во непосредна близина на училиштата ќе бидат присутни полициски службеници од одделот за превенција при СВР Велес, а потоа полицијата ќе започне и со имплементација на разни проекти во училиштата кои се однесуваат на превентивно делување во сообраќајот. По 16-месечен бојкот пратениците на СДСМ се вратија во парламентот. Како што е најавено, опозицијскиот блок ќе функционира како една пратеничка група. Граѓаните се осуда за досегашниот бојкот. Опозицијата влезе во собранието. По 1,5 година од завршување на изборниот процес, пратениците на СДСМ и коалиционите партнери ќе бидат дел од работата на највисокиот законодавен дом. Граѓаните се осуда за досегашниот бојкот. Паметно решение, ја мислам требаше многу порано да направат Вујчек. Мислам дека не е коректно тоа што го направи. За тие 15 месеци кој друг човек да не работи плата да зима голем терет на граѓаните. Државата е во загуба, народот е во загуба. Колку пари земаат плата? Треба да се вратат, бидејќи плата земаат за тоа. Додека пратениците од СДСМ не работа во собранието на Република Македонија, се донесоа низа од значајните закони и одлуки кои се од директен интерес на граѓаните, рече денес Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Нема да дозволиме собранието на Република Македонија да биде орган кој ќе се занимава само и единствено со интересите на СДСМ или било која друга политичка партија. Нивните пратеници имаат обврска да бидат овде, да ја одработуваат својата плата, а не да бидат дел од сценарио за заштита на кариерата на одамна пропаднати политичари. На овој прв училишен ден за нив се надевам дека ја научиле лекцијата дека со седење дома, лежење во измислени кампови на слободата, континуирана недоследност во ставовите, измислување епохални битки и тропање по прозорите на граѓаните, не може да сметаат на поддршката од нашиот народ, кој за разлика од нив секојдневно се одработува и својата плата и својата екзистенција. Ние работиме додека другите не работеа. По повод враќањето на опозицијата во законодавниот дом, граѓанското движење за одбрана на Македонија утрово со дел од своите поддржувачи се собра пред Македонското собрание. Конечно, опозицијата ќе си ги заслужи, односно пратениците од опозицијата ќе ги заслужат оние плати кои ги примаат досега без да одработат во парламентот. Дека во иднина сите проблеми ќе се решаваат во институциите на системот, бидејќи во претходниот период беше направена огромна штета на македонската држава, не на власта, не на ВМРО ДПМН, туку на македонската држава. Опозицијата на изборите минатата година освои 34 пратенички места, но 3 од нивните пратеници, Солза Грчева, Љубица Боралиева од СДСМ, како и Роза Топузова Каровска од ЛДП, не ја почитуваа одлуката за бојкот и останаа во собранието. Потоа, тие беа исклучени од своите партии. Министерството за земјоделство го објави јавниот повик за доставување на понуди за закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата. Закупот е во трајање од 15 до 70 години, а крајниот рок за доставување на понудите е 29 септември 2015. 4750 хектари државно земјиште е распоредено во 30 општини. Им стои на располагање на земјоделците кои се заинтересирани за закуп на површина до 3 хектари. На инвеститорите пак кои сакаат да закупат површини поголеми од 3 хектари, државата им нуди земја од 4565 хектари. Најголемиот дел од земјиштето е лоцирано во Свети Николе, односно вкупно 4484 хектари, а останатото е распоредено во Струга, Струмица и Ресен. Секако ова е значајно за жителите на општина Свети Николе, посебно за фармерите. Оште една потврда на владата на Република Македонија за силните заложби за развој на земјоделството во нашиот регион.
Опчеполјето е познато како земјоделски крај. Со овие мерки кои што ги прави владата на Република Македонија, верувам дека многу фармери и многу жители во районите каде што нема добиено земјиште и оние што имаат добиено сакаат да ја прошират својата дејност, ќе најдат своја екзистенција. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави јавниот повик за доставување на понуди за давање во закуп земјоделско земјиште. Со закупувањето на земјата, земјоделците и сточарите ќе добијат поголема социјална сигурност, вели градоначалникот Тасев. Второ, ќе се зголеми количеството на храна која што самата држава и овој регион ќе го произведува, што е исто така многу значаен фактор, и трето, нели ќе се направи потик за наведување на нови технологии, нови мерки, бидејќи се разбира нели со новото земјиште доаѓаат и нова механизација и така натаму, значи сето она што е потребно во контекст за да функционира еден земјоделски регион. Закупот е во траење од 15 до 70 години, во зависност од активноста и земјоделската култура која ќе се одгледува. Право на учество имаат домашни и странски правни и физички лица, кои немаат склучен договор за закуп на државно земјиште со Министерството за земјоделство, а крајниот рок за доставување на понудите е 29 септември 2015. Голем шумски пожар избувна во Пладнево над Башино село, од кој изгореа неколку лозија. Првичните информации говорат дека пожарот е предизвикан од човечки фактор. Пожарот се уште не е изгаснат. За 2 дена ова е втор голем пожар во Велешко. Голем шумски пожар избувна по Пладнево над Башино село. Почетниот пожар според пожарникарите се случил на автопатот Скопје-Велес, на исклучокот за Велес во близина на црквата кај Башино село. Првичните информации говорат дека причина за пожарот е човечки фактор. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Велес веднаш излегоа на терен. На терен е пола пожарна од шумската и мештаните што се од Башино село учествуваат, но сето тоа не можеме да го спречиме ако не се развие свеста на луѓето, за да може заеднички да чуваме оваа шума и оваа природа. И покрај брзата интервенција на пожарната, поради непристапноста на теренот, пожарот се уште не е изгаснат. Пожарот е од големи размери, на повеќе од 100 хектари изгорена ниско стеблеста шума, а опасноста е у сегментот на боровата шума што е во појасот на езерото Младост. Пожарот се проширил преку 2 рида, а од истиот изгореа и неколку лозја. На барање на локалната самоуправа и територијалната противпожарна единица, Дирекцијата за заштита и спасување интервенира со канадери. Пожарот се уште не е изгаснат. За 2 дена ова е втор голем пожар во Велешко. Општина Велес објави јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани физички и правни лица. Огласот ќе трае до крајот на овој месец. Општина Велес објави јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови од страна на заинтересирани физички и правни лица. Истиот ќе трае до крајот на овој месец. Секој заинтересирано правно и физичко лице во текот на јавниот повик може да достави иницијатива за изработка и донесување на детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план во населено место, преку информацијскиот систем Е-урбанизам или во писмена форма преку архивата на општина Велес. Сите иницијативи што ќе стагнат од страна на граѓаните, од страна на институциите, ќе бидат разгледани, ќе бидат земени во предвид и согласно динамиката и генералниот урбанистички план, каде што може и сега и во тек нов урбанистички план, генерален урбанистички план се прави во општина Велес, може да се внесат промени, односно да се забелешки соодветни што ќе постават граѓаните и нивни предлози да се внесат во генералните и во деталните урбанистички планови во секој сегмент. Без разлика дали станува збор за индивидуални градби или стамбени единици, бизнис деловни простории, од општината велат дека се подготвени да се разговара, а издржаните предлози да ги вметнат во деталните урбанистички планови. За доставените иницијативи, подносителите ќе бидат известени во електронска форма, преку информацијскиот систем Е-урбанизам или во писмена форма. Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите.
Велев седна деценија е без киносала. Велешани велат во време на модерната ера желбата да се одгледа филм на големото платно не е загубена. На градот во кој некогаш функционира и 2 киносали му треба барем една. Објектот во кој што беше сместено киното 11 октомври сега го менува изгледот. Идејата за кино живее и во плановите на локалната самоуправа. 9 години Велес е без киносала. Велешани вела традицијата да се одгледа добар филм на големото платно е прекината. Иако дигитализацијата и се поголемата примена на компјутерите си го прават своето, сепак анкетираните велешани велат градот има потреба од киносала. Имаме за ова, да идеме да видиме филм, сега нема. Навистина недостасува киното. Ние проследни работници па имаме потреба од вакви работи. Од медиуми, од кино, од театар, нормално театар имаме, ама киново многу ни фали. Да, во секој случај. Киното недостасува во Велес. Објектот во кој беше сместено киното во Велес го менува својот изглед, но веројатно и намената. Откако зградата со одлука на владата и се додели на општина Велес, локалната власт започна со реконструкција и пренамена на дел од просторот. Според неофицијалните информации, општината размислува дел од просторот да ја задржи својата намена и да биде модерна киносала. Цената на електричната енергија за домаќинствата пониска од лани. Нормализиран транспортот на мигрантите. Вестите од Македонија во продолжение. Просечната малопродажна цена на електричната енергија за домаќинството во Македонија во првата половина од годинава изнесува 5,024 денари за киловат час, што е за 1,29% помалку во споредба со истиот период лани, соопшти Државниот завод за статистика. Просечната цена на електричната енергија за индустријата без данокот на додадена вредност се движи од 3,319 до 8,395 денари по килограм час, во зависност од групата на потрошувачи. Просечната цена пак на природниот газ за индустријата без данокот на додадена вредност е 24,497 до 25,533 денари по нормален метар кубен. Состојбата со транспортот на мигрантите од јужната граница кон Табановце денес е нормализирана. По вчерашниот наплив на поголемата група во чиј превоз мораа да бидат вклучени автобуси и такси возила, мигрантите повторно патуваат со железница од платформата на прифатниот камп во близина на границата со Грција, каде поради евиденција се задржуваат по неколку часа. Од железничката станица информираат дека во текот на вчерашниот ден со возови до границата со Србија биле превезени околу 2000 мигранти и дека денеска кон Табановце заминал уште еден воз со околу 800 мигранти. Приближно со оваа бројка се совпаѓаат и проценките на УНХЦР и Меѓународниот Црвен крст, според кои изминатово деноноќие низ земјава транзитирале околу 3000 мигранти. Медицинските екипи на Црвениот крст на бегалците им нудат постојана здравствена помош, а нивните активисти секојдневно им делат пакети со храна и вода кои пристигнуваат како донации. Нова голема акција во Албанија за уништување на марихуана. Во Германија уапсен 1785 лица осомничени за криумчарење мигранти. Албанската полиција во нова голема акција за уништување на марихуана. Акцијата започна во утриските часови, а целта е уништување на цели парцели засадени со марихуана во областа Дукагини, поточно во административните единици План и Плут. 400 припадници на полициските служби, меѓу кои припадници на специјалната единица Ренеа, 60 полициски возила и 2 хеликоптера, работат во служба на акцијата. За неколку часа се уништени над 4000 стебла марихуана, а во текот на вчерашниот ден над 3500 стебла беа уништени од страна на полициите од Валона, Скадар и Лежа. Акцијата ќе продолжи во планински предел кој е тешко достапен. Илјада 785 лица се уапсени во Германија во периодот од јануари до јуни 2015 под осомничение дека криумчарале мигранти. Како што пренесува германска новинска агенција, се очекува оваа бројка наскоро да достигне и 2000. 227 лица меѓу уапсените се унгарци, 147 се од Романија, 100 се срби, 108 сирици, а 101 лице од Бугарија. Минатата година 2149 лица беа уапсени од германската полиција, осомничени за шверц на мигранти и баратели на азил во земјата.
Главна дестинација на бегалците од истокот е токму оваа држава, која очекува годинава да прими 800.000 барања за азил. Лани бројката на баратели на азил во Германија изнесувала 200.000, што е 4 пати помалку од очекувањата за оваа година. Обединетите нации објавиле сателитски снимки на кои се гледа дека во Палмира е уништен уште еден храм. Станува збор за главната зграда на храмот на Бел, како и столбовите во неговата непосредна близина. Ова е дел од штетата која ја нанесоа џихадистите на Исламска држава на древниот сириски град Палмира, една од најзначајните градби од античкиот период на Блискиот Исток. На снимката од 27 август јасно се гледа коцкестата структура со столбовите, додека фотографиите снимени вчера на истата локација прикажуваат само неколку столбови на работ на локалитетот. Исламистите минатата недела во Палмира уништија еден помал храм, Балшамин, што ги потврди истравувањата на меѓународната заедница околу намерите на екстремистите во Палмира. Џихадистите Палмира ја зазедоа кон крајот на мај, пошто објавија дека градот е миниран. Палмира е еден од најбогатите градови од доцната антика и е дел од културното наследство на УНЕСКО. Прв собир на фудбалската репрезентација на Македонија во пресрет на квалификацијските дуели со Луксембург и Шпанија. Макс Струмица дебитираше во СЕХА лигата. Домашен спорт. Фудбалската репрезентација на Македонија го имаше својот прв собир во пресрет на квалификацијските дуели против Луксембург и Шпанија за пласман на Европското првенство идната година. Играчите кои ги повика селекторот Љубинко Друловиќ се веќе пристигнати во Скопје и екипата е комплетна. За дуелот со Луксембург селекторот најави дека очекува максимално ангажирање на фудбалерите, да се реализираат што повеќе шанси и со позитивна атмосфера да ја пречекаат репрезентацијата на Шпанија. За тој меч пак Друловиќ очекува неговите избраници достојно да се спротистават на противникот. Македонија на 5 септември гостува во Луксембург, а на 8 ја пречекува Шпанија во Скопје. Ракометниот вице-шампион на Македонија Макс Струмица дебитираше во регионалната СЕХА лига. Тие во надпревар против Војводина испуштија да дојдат до победа откако во последните секунди од мечот примија гол. Крајниот резултат на надпреварот беше 25-25. Најефикасни играчи во мечот беа крилата со 9 односно 8 поголоци, а голманот на Струмичани Трајчовски запиша 15 интервенции. Следниот надпревар Макс Струмица го игра утре против екипата на Татра на домашен терен. Денес беа излечени паровите за осми на финалните дуели во фудбалскиот куп на Македонија. Бранителот на титулата работнички за противник ќе го има тимот на Гостивар, а Вардар ќе игра против Пелистер во вечното дерби. Останатите парови се Македонија Ѓорче Петров Љубанци, Ренова Силекс, Блазерими Младост Царев двор, Хоризонт Турново Скопје, Брегалница Шкупи и Шкендија Металург. Првите надпревари се играат на 30 септември. Валентино Роси по победата во Англија свесен е дека борбата за титулата допрва следи. Нови последни меѓународни трансфери. Меѓународен спорт. Започна последниот Гранд Слем турнир во сезоната US Open. Неголемото изненадување го направи французинот Бено Апаире, кој во првото коло го совлада минатогодишниот финалист Кеј Нишикори. Покрај него беа елиминирани уште неколку фаворити, меѓу кои Монфилс во машка и Ана Ивановиќ и Слоу Стивенс во женска конкуренција. Најдобриот на АТП листата Новак Џоковиќ загуби само 3 гема во мечот со Соуза, а Рафаел Надал со 3-1 беше подобар од Чорич. Во женска конкуренција Дјаченко го предаде мечот на Серена Вилијамс при резултат од 6-0 во првиот и 2-0 во вториот сет. Покрај неа пласма во второто коло обезбеди Агнешка Равански и Екатерина Макарова. Денес на програмата се останатите мечеви од првото коло.
Љубителите на мотоспортот ја заменија Формула 1 со MotoGP, каде секоја наредна трка носи свои изненадувања и неочекувани пресврди. Победникот на последната трка возеа на патеката Силверстоун во MotoGP, италијанецот Валентино Роси покри водството во генералниот пласман, каде што има 12 бодови повеќе од клупскиот колега Лоренцо и 77 повеќе од актуелниот шампион Маркес, свесен е дека борбата за титулата доправа следува. До крајот на сезоната остануваат уште 6 трки. Синоќа на полнок заврши трансфер периодот во Европа, со исклучок на Англија, каде што трансфери може да се направат и денес. Волсбург и Интер беа едни од најактивните екипи во последниот ден. Германците по продажбата на својот најдобар играч Де Бруин го продадоа и хрватот Перисич кој замина токму во Интер, а го купија Данте од Бајер Минхен. Интер во своите редови го доведе Адем Лјаич како и двојецот од Галатасарај, Фелипе Мелу и Алекс Телес. Борусија Дортмунд на едногодишна позајмица го ангажираше Адне Јанузе, а уште еден играч на Манчестер Юнајтед ја провени средината. Хавиер Ернандес за сума од 11 милиони евра премина во редовите на Бајер Леверкузен. Тимот од Формула 1 Форс Индија го потврди Нико Хулкенберг како свој возач во наредните 2 сезони. Тој во тимот на Форс Индија од 2011-та, каде што една сезона настапуваше како тест возач, а веќе следната доби шанса да се надпреварува. Претходно тој беше поврзан и со Ферари, но италијанскиот тим го продолжи договорот со Кими Рейконен, па овој трансфер пропадна. Хулкенберг оваа сезона во шампионатот на Формула 1 се наоѓа на 12-тото место со освоени 24 бодови. Македонија денес и утре во жолта алертна фаза. Сончево и многу топло со температури до 38 степени. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер ви посакува информативната редакција на К1.